Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во соработка со Министерството за внатрешни работи и Факултетот за безбедност денес ја продолжува кампањата во Битола "И јас и ти сите сме пешаци. Безбедноста на прво место". Целта на оваа кампања е со помош на едукативно-превентивни активности да се подигне нивото на сообраќајната култура на сите учесници во сообраќајот, но посебно на пешаците. Пешаците треба да сватат дека се равноправни учесници во сообраќајот и да ги почитуваат правилата и прописите. Задолжително пешаците коловозот да го поминуваат на пешачки премин. Горди сме на новата кампања што ќе ја спроведуваме заедно со Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност сообраќајот. Особено ќе инсистираме да влијаеме на свеста на помладите. Затоа со нас и студентите, затоа со нас и средношколците, тие се почетници во сообраќајот. На нив особено мора да им се помогне да сватат дека опасностите демнеат од секое место. И затоа сите треба да бидеме одговорни, сите институции треба да работат и да помогнат сообраќајната култура да ја подигнеме на повисоко ниво. Нашата цел е да постигнеме превентивни активности во наредните неколку месеци, пешаците да бидат секојдневно предупредувани на вниманието и на потребата да се биде внимателен. Не брзајте нигде, една минута нема да смени ништо. Особено помладите, сега додека се матурските пострави и сите други кои што туку почнувате да управувате со возило и да сте пешаци, се разбира, бидете внимателни, чувајте го својот живот, чувајте ги животите на другите. Ние како Министерство за внатрешни работи работиме со репресивни мерки, но имаме и превентивни кампањи се со цел да ја зголемиме сообраќајната култура и на тој начин клучно е да ги намалиме бројот на сообраќајни незгоди и особено бројот на жртви во сообраќајни незгоди. Ова што го правиме веќе години наназад, очигледно е дека дава резултати. Имено во оваа година имаме намалување на бројот на жртви во сообраќајни незгоди, иако можам да кажам дека минатата година беше најбезбедна од последните 15 години. Сепак, споредбата и оваа година покажува дека имаме намалување на бројот на жртви во сообраќајни незгоди. Во првото тримесечие имаме 18 жртви, за разлика од минатата година кога имавме 28. Само месец март, ако го земеме, имаме 4 жртви, за разлика од минатиот март, кога имавме 16. Значи, за 4 пати намалување на бројот на жртвите. Се разбира, огромна благодарност и до граѓаните кои што ни се приклучуваат во овие кампањи со почитувањето на правилата и прописите и на тој начин фактички сите заеднички придонесуваме за побезбеден сообраќај.